Владата жестоко ќе продолжи да расчистува со дилерите и наркопазарот, премиерот Мицкоски, без пардон за сите оние кои се занимаваат со криминал и дрога, задрешетки се веќе поголеми групи од подземјето, но на нив ќе им се приклучат и како што ги нарече, останатите битанги. Оние битанги кои што се занимаваат со овие незаконити дејанија, најголемиот дел се во затвор позади решетки. Има уште некои кои што периодот кои што следи ќе се најдат таму, така што јас кажав во една моја изјава дека мораме да покажеме и докажеме дека работата со криминалот е неисплатлива професија и жестоко ќе биде санкционирана и тоа нема да има пардон додека јас ја предводам владата. Според него постои правилник со кој што е дозволено да се произведува цвет на отворено. Појасни дека од овој цвет со сигурност се знае дека не може да се произведува медицинска марихуана. Министерскиот потпис на правилникот всушност е почетокот новој организиран криминал, вели премиерот. Направен е на диво месо правилник кој што е спротивен на законот, иако сите просечни фармацевти и луѓе кои што се во филата знаат дека на отворено кога се одгледува цветот канабис, тој никако не може да ги задоволи стандардите кои што се потребни за да се екстрахира масло од канабис. Така што очигледно некој носејќи го тој правилник свесно влегол во кривично дело и бил практично почетокот на организираниот криминал. Во меѓувреме, на терен се прават вонредни контроли. Министерот за здравство Азир Алиу најави дека се проверуваат 43 компании што поседуваат активни лиценци за производство на канабис. На владина седница е активирана меѓуресорската комисија што постои од 2017, но досега не сработила ништо. Именувани се нови членови. Со неа ќе раководи представник од Министерството за здравство, али објасни дека за сега има две комисии. Едната составена од Министерството за здравство, која работи во континуитет, и уште една меѓуресорска од вчера со новоизбрани членови. Во меѓуресорската нема ни еден извештај архивиран. Значи, таа е креирана во 2017 година, додека во 2020 година изменети се членовите од таа комисија. Како и да е, таа била активна од 2017 и нема извештај, нема некои активности кои што укажуваат на некој пропуст, дали тој е системски или инфраструктурен. Во наредниот период најавено е дека полицијата ќе заплене околу 60 тони марихуана. Минатата недела полицијата влезе во две струмички и една скопска компанија. Македонските истражни органи по акцијата во Србија запленија околу 40 тони марихуана и 1300 шишиња недоработено масло од канабис. Министерот Панче Тошковски најави дека продолжуваат активно со работа со цел да ги снема овие огромни количини на дрога, која била намената за шверц, но и за домашниот наркопазар. За таа цел се соработува со српските органи.